Знаете ли до каков податок дојдовме? Ниту една македонска влада досега од 21 држава во светот, членка на Обединетите нации, со делегација во Генералното собрание, нема побарано признавање. Срамота! Го регистрира истото здружение во Грција со името Македонски културно-образовен центар Македонски ТАП, со 2 пати во името Македонски. Тој момент кога грчката држава го регистрираше културно-образовниот центар, ги загуби преговорите за името. Евгенија Нацолиду и Николим Царте се поразија Грција во спорот за името. Нашите политичари молчат и ништо не кажаа за тоа. Ги оставија луѓето сами на цедило. Последно што се случи, луѓето беа изложени на невидени закани по собствениот живот и беа принудени од страна на грчката држава да ја поништат организацијата. Тоа се случува овде во Македонија денес, сакат и нас да не поништат како македонци. Во политичките партии, во раководствата, ги има по сите институции, во Стопанска комора. Тие истите го уредуваат животот во Македонија, дали ќе живеете или ќе умирате, дали ќе имате утре леп да си купите или не. Комплетниот финансиски систем е насочен кон нив. За 27 години, поштувајќи од грабежот на македонското стопанство, кој што го направи Бранко Црвенковски, па се до денес. Позадина се истите луѓе кои што ви ги кажува, да не ги именувам по име и презиме. Ја поделија државата. Не заборавајте една работа. Арно го спомнавте Лјупчо Ѓоргиевски. Во негово време, председателот на МАНУ, тогашниот председател Ефремов, излезе со предлог за размина на територии со Албанија. Предлогот не беше прифатен кај народот, па се случи војна. Војната 2001 е фингирана за да се дестабилизира Македонија и да се проведе до ова што е денес. Значи, рамковниот договор е капитулација на Македонија, на која што се подпишани Борис Трајковски, Лјупчо Ѓоргиевски и Бранко Црвенковски. Никола Груевски, Зоран Заев, само го продолжија тоа што беше започнато тогаш. Пожино 1, Пожино 2, Мајски договор. И денеска имаме во процедура закон за двојазичност во предфаза на федерализација на Македонија. Јас повикувам македонскиот народ, ако сака да се зачува државата, да престане да верува на типови како Лјупчо Ѓоргиевски, Никола Груевски, Зоран Заев, Ѓорги Иванов и такви кои што директно ја донесува државата до овде.